за законодавно-правната комисија. Цел ден, наместо конструктивна работа, како што и започна самата комисија, со барањето на колегата пратеник Миле Левков за измена на дневниот ред, вие наместо да постапите согласно деловникот за работа, ја погрешивте процедурата согласно деловникот и наместо барањето на колегата Миле Левков да го поставите за дневен ред, односно за гласање за измена на дневниот ред, вие отидовте на поставување на процедура за белешка од колегата Мирче Аџиевски како точка на дневен ред, со што направивте кршење на деловникот. Понатаму, откога увидовте дека направивте грешка, отидовте чекор понатаму, па не известивте дека затоа што не можеле да се избројат гласовите на членовите на комисијата кои што гласале за, неважечко ќе биде гласањето по тој предлог. Така да цел ден, не знам дали намерно или ненамерно, навистина влегувате од една во втора, во трета грешка и на крајот текот на комисијата навистина се изгуби негде измеѓу. Кога се работи за текот на седницата, моето процедурално, помеѓу другото, вие не опоменувате за согласно членот 93 и согласно членот 91 дека има одредби за одржување на редот на седницата, но јас ќе ве потсетам дека и членот 94 вели дека одредбите за одржување на редот на седницата на собранието се однесуваат на сите учесници на седницата. Тука спаѓате и вие, почитувана претседателка. И вие сте дел од членовите на комисијата, односно прва помеѓу еднаквите. Така да ќе ве замолам да не опоменувате за нашите процедурални забелешки, затоа што се повикуваме на членови од деловникот за работа, кои што сметаме дека се прекршени и за кои што во најголем дел вие сметате дека не треба да давате никакво образложение. Кога се работи за точката за дневен ред, за која што не сакате да зборувате, односно да ја тргнете од дневен ред, ви укажавме дека не ги искористивте сите деловнички алатки за да се стави ова точка на дневен ред. И тука се поставува прашањето зошто, еве за да ме разбере јавноста поточно, се поставува, се брза да се постави барање за автентично толкување на член од Законот за игри на среќа од пратеникот ДУИ и по брза постапка за нецели 2 недели од страна на владата се одговара на истото тоа автентично толкување, со што се овозможува отварање на простор за организирање на паралелни игри на среќа, од кои што најверојатно некој ќе треба да инкасира огромна сума на пари. Кога се работи за парите и за ова што го зборувам, не зборувам напамет, туку ќе ви информирам дека паралелно со барањето за автентично толкување на Законот за игри на среќа, во службен весник на Република Македонија е објавен јавен оглас за склучување на договор за заедничко вложување од страна на Државна лотарија во висина од 10 милиони евра. Тука се поставува прашањето: зошто не сакате да го послушате нашиот совет, да ни дадете доволно време да го разгледаме ова автентично толкување, да ги соочиме фактите и аргументите од одговорот во ова автентично толкување, а помеѓу другото, да ги сослушаме и стручните органи, односно работни тела во собранието, што ќе кажат по ова автентично толкување. Само да ве потсетам дека матично тело кое што би требало да зборува согласно Законот за игри на среќа е Комисијата за финансирање и буџет, која што може да повика меѓу другото и експерти кои што објаснат дали ова автентично толкување, односно мислењето на владата по членот 7 од Законот за игри на среќа е во ред или пак не е во ред. Затоа што имаме длабоки сомневања дека со ова автентично толкување се стреми да се заобиколи Законот за игри на среќа, кој што е во процедура, нели, од иницијаторите ДУИ, односно предлагачи на овој закон, односно владата, и сега паралелно доаѓаме во ситуација да зборуваме за автентично толкување, односно изнаоѓање на начин за формирање на паралелни трговски друштва кои што ќе се занимаваат со електронски
игри на среќа, односно паралелна лотарија. Ова ја зголемува опасноста да се направи, да се узурпира интернет просторот и да се организираат уште поголем број на игри на среќа во кои што ќе бидат вовлечени многу млади луѓе. Значи, од една страна имаме процедура, иницијатива од страна на ДУИ за донесување на закон, нов закон за игри на среќа, кој што е заглавен во процедурата, најверојатно намерно, а од друга страна, преку автентично толкување на членот од Законот за игри на среќа, сакате намерно или ненамерно да отворите простор, односно пат, да влезат нови лица, нови правни лица во организирање на игри на среќа, односно за коцкање. Нови коцкарници се тоа, не се ниту нови библиотеки, не се тоа ниту нови училишта, не се тоа нови болници, се отвара простор за влез на нови коцкарници во државата. И тоа електронски, организирани преку интернет, со узурпирање на интернет просторот, а воедно и со узурпирање на деловните простори во кои што би можеле дополнително да се организираат игри на среќа. И тука се поставува прашањето зошто, ако до сега имаме еден закон од кој што наводно Демократската унија на интеграција не е задоволна, односно смета дека треба да има измени во тој закон, зошто се преминува, односно се дозволува преку едно автентично толкување кој на член на Законот за игри на среќа, кој што го поднесува, ќе повторам, пратеник на ДУИ и добива одговор од вице-премиерот на владата, повторно од ДУИ, да се протне нова, најверојатно инвестиција, во кој што ќе треба некој дебело да се офајди, а знаеме сите добро кој може во овој момент да се офајди, тоа се челниците, односно носителите највисоки на извршната власт во оваа држава и нивните бизнис партнери. Понатаму, ја кршите процедурата и во однос на работното време. Вие многу добро знаете дека до 18 часот требаше да ни информирате дека ќе има продолжение на работата на оваа седница. Што направивте вие? Во 18 часот и 10 минути дозволивте по поминување на рокот кој што е определен согласно деловникот за известување на пратениците дека ќе има продолжение на работата на комисија, да не информирате за тоа. Ги прекршивте протоколите за ковид мерките, го прекршивте и работното време, односно времето предвидено за работа на седниците, што е повторно, ќе повторам, спротивно на деловникот за работа и со тоа покажувате дека не ги почитувате, односно не почитувате како пратеници. Тука јавноста кога ќе не погледне во моментот, треба да разбере дека во моментов се случува насилно кршење на процедурата на работата на комисијата, на законодавно-правната комисија. Имаме насилно кршење на процедурата. Сите процедурални забелешки кои што се дадени се токму во отстранување на овие кршење на деловникот за работа. Јас не можам да разберам како искусна пратеничка, како наш колега, зошто дозволувате ова да прави. На крајот на краиштата вие сте фигурата, односно личноста која што ќе треба ова да го прекине и да ги послушате нашите совети, односно да не ги кршите процедурите, да се премине по предлогот на колегата Миле Левков. Вие навистина колку и да сакаме ние да продолжиме по работата, вашето поведение на оваа комисија, почитувана председателке, не ни дозволува. И што ни останува на нас друго, освен да ви укажеме дека имаме класично кршење на процедурите. На крајот на краиштата, нашето барање е да се почитуваат, како што кажав, процедурите, но и да се алармира јавност дека сакаме да спречиме нов криминал, односно ново узурпирање на електронскиот, на интернет просторот и на деловните простори во кои што би можеле да се отвораат нови коцкарници, издавање на нови лиценци, со кои ќе се овозможи дополнително сиромашење на македонскиот народ и во ист момент дополнително богатење на некои поединци. Токму ова автентично толкување, како што кажав, членот 7, кој што бара почитуваната колешка да се толкува, е искористен за јавен оглас, односно јавен повик за склучување на договор за заедничко вложување од страна на државна лотарија во висина од 10 милиони евра. Затоа, уште еднаш, апелирам до вас, почитувајте ги процедурите. Немојте да бидете и вие дел од рушењето на
на дигнитетот на ова собрание. Ги слушнавте најновите анкети, показатели за довербата на граѓаните кои што имаат во судството, но и довербата на граѓаните кои што имаат во законодавната власт. Нашата борба и она што цело време го работиме, она на што цело време нашите партнери од меѓународната заедница повикуваат, е ние да бидеме надзорна, да имаме надзорната функција на извршната власт. А што се случува тука? Наместо законодавната власт да биде надзорен елемент на извршната власт, ние тука добиваме, односно сме само слуга на извршната власт, и едноставно законите кои што доаѓаат предложени од извршната власт, тука поминуваат и се дава амин на сите од нив. Немојте да дозволите повеќе да се руши дигнитетот на ова собрание. Има шанса да го спасите дигнитетот на ова собрание и дигнитетот на оваа комисија со тоа што ќе донесете вистинска одлука, а знам дека и самите знаете која е таа одлука. Немојте да дозволите апелот на пратениците кои што го испраќаат до вас, а тоа е да ни дадете повеќе да имаме, да се подготвиме и да ги собереме сите мислења од експерти за кои што и вие рековте дека ги имате, а не ни ги покажавте на нас. Самата изјавивте дека имате мислење на експерти, за кои што, еве, можеби ние како опозициони пратеници немаме поим што кажале, но еве, можеби пратениците од мнозинството, од СДСМ и од ДУИ го имаат тоа мислење на експертите, па еве, можеби тие се поуверени од нас дека денеска правиме добра работа. Не, верувајте, во разговорите со нив и самите кажуваат дека не се сигурни дека ова што го правиме денес, односно овозможување на проширување на дејностите на голем број на трговски друштва кои што ќе можат понатаму да организираат игри на среќа, е добра работа. Верувајте дека е голема работа и дека ова нема да заврши туку така, затоа што во игра се на сума на пари, или ако сакате да ви кажам точно, се работи за 9.969.598 евра. Еве го. Ова е службениот вестник, значи службен вестник број 107 од 5. мај 2022 година. Во овој службен вестник е објавен овој јавен повик, а во меѓувреме се бара и автентично толкување на истиот член според кој е објавен овој јавен повик. Член 7 стои во воведот, ќе ви кажам на кратко, врз основа на член 7 став 3 од Законот за игри на среќа се објавува јавен повик за доставување на понуди за доделување на договор за заедничко вложување за основање на трговско друштво за приредување на електронски игри на среќа. Не збориме ништо напамет. Значи ве молам, земете ги во предвид прво нашите процедурални забелешки, за да заличиме конечно на законодавно правна комисија, комисија која што треба да се грижи за почитувањето на законот, на уставот и на деловникот, и конечно да преминеме по работа како што доликува по точките од дневен ред. А уште еднаш ви кажувам дека за оваа точка знаете многу добро што треба да направиме и да ни дадете доволно време да се подготвиме. Во спротивно ќе бидете соучесници во криминалот кој што најверојатно се подготвува во иднина. Или пак ќе бидете помагатели за некој кој што утре ќе кешира милиони евра на грбот на народот. Да не дозволиме ова да се дел од позитивниот пропис и ќе ве замолам уште еднаш за почитување на редот и почитување на пратениците како ваши колеги. Благодарам.